Ne moža, dušo, ne moža da zaborava koga se bugarašiš na televizija, to da go izdrža. Ej, Đorđ, mnogo bao ti stoje toa bugarski odres, ej. Mnogo bao ti stoje. Abe, koliko imate sreća što ne sum vlast, što ne sum država, što ne odlučuvam. Ima taka da ve poredam, piperevka ima da igrate. Đorđ, ti ništa ne znaš, ništa nesi videl, ništa nesi čul. Nikoj ne je kriv od Bugarija, Bugarija nikojaš ne je kriva, Makedoncite se krivite, kabetlite, Makedoncite ova, Makedoncite ona, Makedoncite zatvorale klubovi, Makedoncite vakave. Bugarite, Đorđ, angelčinja se za tebe. Serafimi, so 6 krila, srebreni. Абе, вистина си шармантен, дечко, не викам дека не, од секојаш си бил шармантен и тоа мора да го признавам. Али како да ти кажам, више не проаѓаш. Некој ми звонеше. Више не проаѓаш. Те знаеме сите у Македонија. Барем некој од нас така те знаат. Кој си, шо си. Но добро, си имаш твоја задача овде, твоја агенда ја тераш. За тебе сите се мачат овде што се бугари. Бугарските портали многу се мачат исто така. За греота немаат пари, немаат средства. Фактографски објавувале. Све чисти факти, вистини. Само македонците лажат. Македонците фризираат, македонците менуваат историја. Значи, бугарите, па тоа е невини джоафранцуски собарки. Абе, на мравка не газа. Джордж. Имаш среќа. Па уште што те викаат по телевизии. Па добро бе, македонски телевизии, што имате тоа, ова е национална на фреквенција, ова национални медиуми што сте. До кога ќе викате вакви ликови во ваши емисии? Не смее да им се чуе гласот, не да ги викате во емисии, да го посипуваат македонскиот народ со пепел пред очите на јавноста, да шират пропаганди. Мада во овој случај Джордж, има осет, дечкото мора да признаам, но, значи тоа е школа, да се разбереме, многу суптилно врши субверзивна пропаганда. Многу суптилно. Тоа не може секој, морам да признам, и бидете свесни дека тоа е обука. Обука. На таков суптилен начин, за оној поглупиот гледач, воопшти да не примети што збори овој, на чија страна е, чии интереси брани, што пропагира, на чии извор, на чија страна ја носи водата. Тоа е обука. Пошто е малку шармантен као Джордж наш, па мислиш уште мед и млеко му тече од уста. Па тоа е една, како да кажам,
еден манир, една скромност така фино наместена, една смиреност, еден поглед така, знаеш како малце, добро сега соговорнициве, луѓе ви јадат говна, нема врска ова, слушате ме ја шо ви зборам, но јеби га сега и слушајте ги нив, ама ја не е битно мене дали ќе ме чуете и како ќе ме чуете, но ова што ви го кажуваме вистина која што одгоре поминала кроз мене за да ви ја кажам вас, дека Бугарија е невината страна на монетата. Македонците се џубрињата, говната, непријателите, ретроградните елементи на европското тло. Драги мои, сваќате сега колку е поважно оно што го кажав пред некој ден на некој исто ваков клип. Драги мои ВМРО-вци и ВМРО-вки, колку е важно резолутно да тргнете во борба против овие субверзивни елементи во нашето општество, во нашата држава. Особено после се погласните најави дека ДУИ спрема некоја нова форма за модификација на уставот, поделба на Македонија по региони, така речи кантони, така речи федерализација, така речи поделба на Македонија. Зашто и Џорџ наш нема нешто многу против. Ви додуше, он знае добро да ги крие нозете ако змија, онака нема нешто да каже, па тоа е лошо за Македонија и македонците, ама во суштина нема да каже ни многу против овој ДУИ. Но, да го оставиме Џорџ. Џорџ е прочитана книга, барем за мене. Сакам да кажам, во презорието на она што го спрема ДУИ, не треба пак, после 30, после 20 и кусур години, 3-4, да спиеме сите на лево-уво и да мислиме дека тоа е онака му текнало на Али Ахметиот без везе, се разбудил саба или му рекол, дешке, аве ке седнеме, ке правиме некој план, агенда, документ за регионализација, кантонизација, федерализација на Македонија, или некој да рече, аве некој ми шепна од страна еден другар тука од мало од ДУИ наш член, аве вака да правиме да ги нервираме македонци, малце тука да направиме халабука као опозицијска партија, дека сме ние најмногу за албанците, дека ние албанците никогаш нема да ги оставиме на бришан простор, дека сме подобри од овие што сега коалицираат со ВМРО ДПМН. Не. Само едно можам да ви кажам. Ахмети исто така, како супер обучен фраер, уште во времето на една друга држава, од едни други служби, не е ниту глупав, ама ич не е глупав, ниту е наивен. Таква работа, да почнеш да најавуваш толку долго време. Рачунајте, сметајте дека тие више почнале да ја прават. И тоа не е работа, тоест да ја надоградуваат, затоа што таа идеја е многу одамна. 100 години уназад. Не знам која беа тие призренски лиги и така натаму, не битно. Што значи, сега може би не се појавува ни еден центар на моќ што стои за таа идеја на ДУИ, што се погласно ја каже во јавноста, но бидете сигурни дека кога ќе дојде таа идеја до одредена точка на развој и на реализација, веднаш ќе се јават и центри на моќ што полека ќе почнат да ја јавно да ја поддржуваат нивната теза. Верувајте, ја
Не сум толку паметен како Джордж, како Али Ахмети, како не знам кој, но само малце би сакал да ми поверувате, драги мои пријатели од ВМРО ДПМНЕ. А тоа значи сериозно да ја сватите оваа работа и фино што Мицковски отвори фронт по покрај на обвинителството. Еве гледаме, сега не знам дали ќе дое тоа до конкретен обвинителен акт против ова внучво на овој функционеров, тој што со петарди шверцуеше едно време, што го фаќа нормално за друго е обвинет во ова има нели предпоставки за обвинение, како се вика тоа. Се надевам дека ќе се отвори тоа обвинение. Се надевам дека, како што вика Мицковски, ВМРО ќе тргне во отворена борба против оние кои што со години се сметаа дека се недопирливи. И јас верувам дека ќе биде така. Очигледно човекот си ја свати сериозно својата задача. Го гледам, почна да комуницира и со разни бизнисмени, бивши конгресмени со македонско потекло од Америки, од вамо, тамо. Орбан успеа да го придобие за пријател, што не е мала работа. Не ме интересираат вашите упадици од типот Орбан, некои врски будиме. Ме заболе. Значи си го придоби Орбан за пријател. Еден, ама вреден. Небитно тоа. Ова е битното. Значи дека ќе си ја брка работата, ќе си ја брка ВМРО и на економски план. Само трпение, полека. Но побитно ми е, дечки, ова. И девојки. Од ВМРО ДПМНЕ. Не спите на едното уво. Отварајте ги 16. Таквите ко Джордж, таквите ко Али Ахмети, пошто се поинтелигентни од овие останатија, се затоа поопасни. Тие две екипи се влезени во опасна комбинација и синхронизација против македонскиот народ. Почнете да делувате и на тоа поле, сузбивање на субверзивните елементи во државата кои што го подкопуваат нејзината унитарност, го подкопуваат суверенитетот и интегритетот на македонскиот народ, го подриваат ја подриваат безбедноста во државата. Затоа ве молам на вашите представници во безбедносните служби, кои се чувствуваат патриоти, полека да почнат да обмислуваат начини, дејства, операции, како да ги сузбијат сите овие петоколонашки елементи, организации, медиуми, портали во државата, во Македонија. Секој оној кој што има за цел да ги стави македонците и македонскиот народ на пругата кон неговото исчезнување. Можат да ги кријат нозете колку што сакаат таквите како Джордж. Джордж, не можа, душо, не можа да те заборава. Какви лајна ја ише на телевизија. Не бил немало бугарски предлог. Имало сега, тоа било европски, француски. Ке се сврти колцето еден ден, Джордж. Никоме nije sjela do zore, kažu braća Crnogorci. Така ќе биде и со вас.
македонците ќе ја добијат и оваа борба. Знаете зошто? Затоа што од секојаш сме биле на вистинската страна на историјата. И ако треба, сите сили во вселената, Джордж, ова можеш да им го пренесеш и на твоите тие тамо сите и на овие овде, што ги делите идеите и што роварите против македонците. Еден ден, ако треба целата вселена ќе се соедини во една точка, овде во Македонија, сите добри сили, сакам да кажам, да не бидам сватен погрешно, и македонците ќе ја добијат војната, не битката, војната со сите вас. Затоа што сте лики, предавници, платеници и се останат. Терајте вие вашето, а ние нашето. Па да видиме на крајот. До гледање и ќе се видиме па. Не можа, душо, не можа да ве поднеса. Малце ми се изгужвала маичкава. Уште за маичкава некој ми пишуваше, сакале од не знам кој континент беше, нарачки, не знам што, кој ја прави маичкава, кој ја печати, можам да прашам и ќе ви пишам или ќе објавам на некој видео, пошто некој тип ми се јави негде од Америка, мислам дека беше, побаро вика ја би земал 100 вакви маички, Macedonija, Make Macedonia Great Again. Така да ќе прашам и ќе ви кажам да си знаете. Гледај.